Многу ветувања, многу проекти за реализирање, но што од тоа ќе биде исполнето? Локалните избори ги оставаме зад нас, а остануваат ветувањата на кандидатите за градоначалници, напишани во програмата која 3 недели ја презентираа. Гасификација, топлификација, почист воздух, велосипедски патеки, што од ова најпрво ќе биде реализирано. Слушајќи ги во текот на изборната кампања ветувањата за подобар живот во Битола, овој пат решивме да ги запрашаме битолчани, што е приоритет на нивната листа, што очекуваат од новата локална самоуправа и какви промени и требаат на Битола. Хигиената и градскиот сообраќај. Градскиот сообраќај е катастрофа за викенд што не работи. Не можеш да излезеш нигде ако нема школа. Тоа е трагедија за еден ваков град. Али стварно. Трагедија. Сообраќајот е ужасен. Те усмеруваат на такси за викенд. Тоа е трагедија. Бар 2 компании да работат и за викенд. Пошто Таа е треба такова. многу промени пошто треба, и јас очекувам промени многу во школството. И Пошто имам внуци, ги гледам школите какви се, во каква состојба се, програмата каква им е за учење и очекувам големи промени во школството. За здравството да не зборувам. Ќе видиме, ќе се покаже како ќе се покаже. Шема се покажуваме ние да очекуваме. Што ќе видиме, што ќе кажат тие. Тоа е шума. Од почетокот не може ништо да се не може, особено да докаже, подвижи. него малце нека се поработа, па ќе се дознае. Време да Е така, најднаш ништо не да види. добија. Секој се фали да добие, па ќе видиме тоа. Го искористивте ли правото на глас вчера? Да, обавезно. Што очекувате сега од новата локална самоуправа? Нај супер нешто. Супер. Што е тоа супер, бе, што супер? Најдобро нешто. Подобро образование, поквалитетно здравство, чист воздух за сите. Ова се само дел од очекувањата на битолчани кои го сакаат најдоброто за својот град. Нивната обврска беше да излезат на локалните избори и да гласаат. Тие го направија своето, а сега наред е новата локална самоуправа на Битола.